Додека 25.000 граѓани во последната година две се втурнати во сиромаштија, уште 100.000 се на нејзиниот праг, само по основ на ковид кризата, според аналитичарите од оваа област, банките во нашата држава жнеат профити и уриваат рекорди, што за обичниот човек е несватливо. Интернет порталот Банкарство објавува дека во првото тримесечје од 2021 година банките оствариле повеќе од солидни финансиски резултати. Според порталот, најголема добивка во првите 3 месеци годинава пријавила Стопанска банка Скопје 8,3 милиони евра, НЛБ банка пријавила 8,1 милиони евра, а Комерцијална 5,9 милиони евра. Или сите 14 банки кои функционираат во државата во 2020 година оствариле добивка од 118 милиони евра. Мошне чудно е што банките во малата и сиромашна Македонија се најпрофитни во регионот. И додека банките трупаат профити, граѓаните секојдневно тонат во долгови, првенствено по основ на кредити, камати и провизии. Дека е така, сведочи и престижниот Дојче Веле, кој на 30 октомври минатата година ги пренесе информациите на Државниот завод за статистика дека речиси 1/4 од жителите на Македонија тонат во сиромаштија, односно дека дури 455.000 лица живеат во тешки услови, што е околу 22% од вкупното население. Медиумот ги пренесе и прогнозите на Светска банка од мај лани дека ќе се зголеми бројот на сиромашни вработени за 2 до 3 пати. Сите овие граѓани што забрзано осиромашуваат може да бидат потенцијални баратели на банкарски кредити, ако бидат срекни да ги исполнат бараните услови, или тие може да посегнат дури и по брзите кредити со астрономски високи камати, а тоа значи дополнително забрзано осиромашување.